Во текот на изборната кампања за локалните избори во Куманово, не само што поединци од централната власт и членови на раководни функции се служат со притисоци врз граѓаните и членови на нашата граѓанска иницијатива, туку исто така тие се служат и со лаги и дезинформации кои имаат за цел да направат штета врз угледот на кандидатите само за да добијат глас плюс повеќе на нивното конто. Овие денови слушаме голем број на неточни обвинувања од нивна страна. Дезинформираа дека сме правеле притисок врз вработени во јавната администрација и сме ги злоупотребували институциите во пресред на изборите. Но, со докази излеговме дека токму оние што не обвинуваат вршат злоупотреба на својата позиција. Обелодени со докази дека испраќаат SMS пораки и вршат притисок на вработени во државните институции за да достават списоци со 10 до 15 гласачи. Не обвинува дека кандидат за советник вршил подкуп за гласови, но од самата снимка јавноста јасно виде дека станува збор за притисок и организиран напад врз наши советници, како и изнудување на парични средства кои директно ги одбивме. За овој случај поднесовме и пријава за обид на изнуда на средства од кандидат во време на изборен процес. Говореа невистини дека нашиот кандидат за градоначалник Максим Димитриевски купувал земјиште во период кога бил градоначалник на општина Куманово. Ова е апсолутно неточно. Земјиштето кое што го купил Димитриевски е во периодот од 2009-2010 година, кога се вратил од работа од Ирак и кога не бил активен во политиката. Лага е дека Димитриевски возел нерегистрирано возило, а вистината е дека тој бил следен низ улиците во Куманово од возило на Министерството за внатрешни работи подолг временски период, директно од возачот на началникот на СВР Куманово Стојанче Величковиќ. Потоа, полицијата ги застанала без никакво образложение и им ги земала документите на него и на лицето кое што во тој момент го придружувало. Со одземени документи, како да е најголем криминалец, се упатиле да спроведат наводно вршење на технички преглед на возилото. Патем, возилото не е службено, тоа е возило на лизинг компанија, со кое што се има склучено договор на користење и истото се користи со полномошно. Возилото е ново и технички исправно, со уредна документација, согласно сите законски нормативи и прописи. На диво, Димитриевски не возел, затоа што бил сопатник. Но оваа лага мора да биде пласирана во јавноста само за да се креира поинаква слика и да се одземат гласови од граѓанската иницијатива. Како најнова дезинформација која ја пласира кандидатот за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Илиевски само за да победи на изборите е наводната коалиција со ВМРО ДПМН за распределба на јавни предпријатија. Нашата граѓанска иницијатива за наше Куманово нема направено коалиција со ниту еден политички субјект. Во првиот круг не поддржаа граѓаните затоа што веруваа дека нашиот концепт е вистински избор за кумановци. Поради страф од пораз, кој што им го наговестија граѓаните на 17 октомври во обид да се наруши угледот на независниот кандидат за градоначалник Максим Димитриевски и да се влијае на резултатот, во континуитет се изнесуваат и пласираат невистини и лаги во емисии на социјални мрежи и други форми на комуникација преку организирана и испланирана црна пропаганда. На граѓаните им е доста од кампањите со црна пропаганда. Во 2021 година повеќе не поминуваат действија со закани и местенки за добивање на политички поени. Граѓаните добро знаат кој е нивниот сегашен и иден градоначалник и тие повторно посилно на 31 октомври ќе му ја дадат довербата на Максим Димитриевски. Граѓаните сакаат да слушнат што ќе биде сработено во следните 4 години. Тие сакаат да бидат сигурни дека ќе имаат градоначалник и општина кои вистински ќе се грижат за нив. Политиката е надпревар на идеи и визии за подобрување на состојбите,
а не за црна пропаганда. Ние одбиравме да им служиме на граѓаните и повторно тоа ќе го одбереме и да ја презентираме нашата програма која има за цел да ја реализира нашиот градоначалник Максим Димитриевски и ние како кандидати за советници после изборите и по победата. Куманово мора да биде европско и модерно место за живење, кое ќе биде гордост на сите кумановци. На 31 октомври победуваат граѓаните и концептот за наше Куманово, со што ќе бидат поразени оние кои целата кампања ја имаат насочено кон црна пропаганда, притисоци, дезинформации. За наше Куманово победува на локалните избори. Благодарам.